Трета година поред во Охрид се организира ракометниот камп 40/20. Оваа година најброен се околу 90 деца на возраст од 8 до 17 години од 5 земји. Интересот за учество на кампот е голем, што го потврдува рекордно краткото време за кое се пополнил предвидениот број на учесници од Македонија, но со забележителен процент на учесници од Шведска, Шпанија, Србија и Турција. Децата се на возраст од 8 до 16-17 години. Тренинзите се одвиваат 2 пати дневно, некои од децата, оние повозрастните, работат и дори 3 пати дневно. Она што е важно да се каже за кампот, дека има неколку во неколку правци се идејата се реализира, тоа е оние најмалите од 8-9 години. Сакаме уште повеќе да ги заинтересираме за ракометот, покрај тоа да се социјализираат, да станат поодговорни за себе, за собата, да се дружат со деца од земјата, со деца од странство. Од друга страна, оние големите, кои што веќе се, можам да кажам, некакви ракометари, влегуваат во сериозни води, да ги надградиме со гостите, но и од тренерите кои што не се од Македонија, ни од гостите кои што доаѓаат од странство, како што во моментов гледаме. Господинот Владан Јордовиќ ни е специјален гостин, тој е директор на Академијата на ПИК Сегет, еден од најголемите клубови, најбогатите клубови во светот на ракометот, и можам да кажам дека ако треба да дам некаква оценка, ова е најдобриот камп досега во изминатите 3 години. Околу 90 на деца имаме, и она што е куриозитет за оваа година, дури нас како организатори, иако имавме некаков пулс дека децата и родителите се задоволни од она што лани помина и го реализиравме и најавуваа дека ќе бидат повторно на кампот, нас не изненади интересот кој што беше при пријавувањето, како никогаш досега. За само 5 дена се пријавија некаде 80 учесници, во останатите 2-3 дена уште 10, и тука заврши многу рано, и за жал многу деца ги оставивме, ајде да кажам, во ситуација да не можат да дојдат на така наречена листа на чекање, ние ја викаме, но тоа е, такви се правилата, тоа се можностите овде, тоа се терените, тоа е хотелот, толку можеме да примеме. Од друга страна, ако сакаме да продолжиме да имаме квалитет, не смееме да дозволиме во една смена да има повеќе од 90 на дечина. Директорот на млади категории на гигантот ПИК Сегет Владан Јордовиќ со невозрастната група кампери одржа практичен тренинг, пренесувајќи им го своето знаење. Јас сум тука за прв пат и ми беше чест и задоволство да бидам дел од овој проект, да соработувам со овие прекрасни луѓе кои го организираат овој проект и да се обидам да го пренесам моето знаење и теренско искуство на децата не само од Македонија, туку и од странство кои зеде учество на овој камп во овој прекрасен амбиент, прекрасно обкружување во убавиот Охрид. Навистина уживав и дадов се од себе и се надевам на еден професионален начин дадов допринос овој камп да продолжи да работи успешно и во иднина, а од друга страна покажав колку љубов имам кон оваа земја, пријателите од ракометот и македонскиот народ. Учесниците на кампот задоволни од тренинзите, но и од другарувањето меѓу нив. Играме ракомет, спортуваме некои игри и пливаме. Не, ова до сега ми е втори или трет пат на овој многу убав камп. Што правите тука? Што ти се допаѓа најмногу? Најмногу ми се допаѓа како спортуваме, дека сме на чист воздух, пливаме, меѓусебни игри, друштво. Цело време кога одиме на нов и нов камп, правиме уште повеќе и повеќе другари. Новој настан во центарот на вниманието е спортот, но и запознавање нови другарчиња, едукација и многу забава.